Искршени камења на кескиот зид, пропаднат тротоар, изгазени тревници, оштетени метални корпи за отпадоци и друга комунална опрема, се видливите последици од активностите за чистење на коритото на Кочанска река. Отстранувањето на наносите од песок како резултат на поплавите од минатата есен и зима, локалната власт го оправдуваше со потребата од намалување на нивото на подземни води, бидејќи тие ги наполниле подрумите на објектите во непосредна близина на кеот. Но расчистувањето на реката излезе според народната колку ќар толку зијан, односно поправајќи една, во меѓувреме се направи штета на неколку други работи. Според известувањето од локалната самоуправа, активностите биле според акцискиот план на Министерството за животна средина и просторно планирање. Било планирано чистењето да трае 1 месец и да се реализира на потегот од Крушарскиот мост до пешачкиот мост кај водостопанство Брегалница. Општина Кочани во писмениот допис упатува апел до граѓаните да имаат разбирање за тешките градежни работи во централното градско подрачје. Истовремено се ветува дека последиците од активностите за чистење на речното корито уредно ќе бидат санирани. Очигледно е дека за да се постигне тоа, ќе мора да се работи на поправка на тротоарот каде под тежината на тешките возила на повеќе места плочките и бетонот се распукнати и пропаднати. Ќе треба да се санираат и кејскиот зид, како и клупите што беа поставени на него. Исто така, санација ќе треба да има и на урбаната опрема што беше оштетена за време на транспортот на песокот и камењата од реката. Со тоа, повеќе од јасно е дека планираната ставка за расходи за реализација на активностите непланирано ќе се зголеми.